Еве на нас повторно со новиот час физика. Токму така. Сега ќе изучуваме материјал за 9-то оделение. Движење на воздушните честички. За сето ова да се реализира и ние да се слушнеме, потребно е звук. Да. Да видиме како настанува тоа. Ајде. Музиката, говорот, сообраќајниот метеж и се околу нас, дури и случките во ова студио, сето тоа е звук. Секое тело што создава звук е извор на звук. Во случајов би била јас извор на звук. За да се слушне звукот од некој извор, потребна е еластична материјална средина. Таа може да биде цврста, течна или гасовита. Низ неа поминуваат осцилациите и се пренесуваат звучни бранови испратени до сетилото за слух. Значи, за да има звук и да слушнеме, потребно е извор на звук, еластична средина и здраво уво да слушне. Да. Кај нас овдека, бидејќи е воздух, еластична материјална средина, ние се слушаме. Ако не е еластична материјална средина, тоа би изгледало. Да. Значи, ако нема осцилации во средината, во тој случај Сака да каже наставничката дека во тој случај ние нема да се слушнеме. токму така. Воздухот е гас составен од многу ситни мали честички и затоа осцилациите патуваат низ воздухот на следниот начин. Частиците, енергијата на частиците што се до звучникот, ја предаваат енергијата на частиците што се подалеку од звучникот и на тој начин настанува осцилација. Значи, енергијата од првите частици се предава на вторите, на третите и така почнува да се создава бран. Звукот е всушност бран во воздух, во материјална средина. Имаме видео. Еве. Ще се пушти. Да го погледнеме како реагираат некои работи на звук, што се со лесна материја. Овдека имаме пламен. На свеќе вообично тој би мирувал, меѓутоа е до звучник. Звучникот произведува звук, во случајов видеото е успорено, за да се видат осцилациите. Да. Ова е интересно. Сапуница. И како таа реагира, односно вибрира. Нашите очи ова не баш Да, го... е стварно интересно. Да, не го гледаме ние ова вака, зашто е многу брзо. Да. Мора затоа да е успорено, да им стане јасно на учениците. И под дејство на звукот, на осцилациите, сапуницата прсна. Да. Има случаи кога стаклена чаша, ако и се пушти многу повеќе звук, знае да прсне. Да, знае да прсне. Да. Затоа не смееме да слушаме на ушите многу гласно заради Може да ушните ги- тапанчиња. Може да ги оштетиме. Сега се запрашуваме дали звукот може да патува во вакуум. Вакуумот е така еден вид средина каде што не баш може да не патува. да. Да. Како звукот пристигнува до нашето уво, треба да се запрашаме. Ова ги поставувам за нив да размислат малце. И дали воздушните честички се движат од изворот кон детекторот. Во случајов сме ние. Да. Да. Брзината на звукот се менува во зависност од материјата низ која што поминува звукот. Кога се бањаме и кога гњуриме, звукот е еден, а кога сме над површината на водата различен, е е друг, сосема да. друг. Кога врне, а ние сме под вода, звукот е многу интересен. Се надевам дека го слушнале, ако не, кога кидат на одмор следниот пат, да го пробаат. Брзината на звукот најчесто се однесува на брзината на звукот во воздухот. Таа зависи од атмосферски услови, не е секаде иста, при што најважен фактор е температурата. Звукот патува побавно на поголема надморска височина, меѓутоа заради промена на температурата. Да. Може би сте забележале на лето ехото е едно, а кога е Зимно зима време е малце друго. подруго Подруго, да. ехото што го слушаме. Сме забележале дека луѓе ставаат на шина уво да видат дали доаѓа Воз. возот. Зошто е тоа така?
Брзината на светлината е различна во различни материјални средини, па во воздухот на 0 степени Целзусови е 333 метри во секунда, на 15 степени 340, во вода 1450, на железо 5000 и на гранит 6000 метри во секунда. Од тука можеме да видиме дека додека го видиме ние возот, бидејќи се метални шините, ние веќе ќе го слушнеме. Да. Во воздух е значи 340, а во метал е 5000 метри во секунда. Тоа е голема разлика и затоа тие можат да го чујат на шини дали иде или не иде возот. Меѓутоа на време треба да се тргнат. Да, бидејќи е многу опасно. Да, и не е тоа препорачливо морам да се... морам да го нагласам и на часовите го нагласувам, мора да се нагласи да не си играме. Заклучок, звукот предизвикува воздушните честици да осцилираат напред-назад или лево-десно, зависи од осцилацијата. Осцилацијата ја предизвикува соседната честичка и така звукот се пренесува од изворот кон детекторот. Звукот патува најбргу низ цврстите материи, како што се шините, па потоа низ течните, како кога гњуриме, и на крај гасовите средини. Звукот не може да патува низ вакуум. Не Во може. вакуум не може да Не патува. може. Тоа би било се надевам беше интересно и дека ќе научат нешто повеќе. Да, наистина беше интересна лекцијата. Одлична лекцијата и јас морам да признаам дека сум обседната со звуците. И еве да речеме, сега можеме ние да направиме една вежба, а можат и нашите другарчиња дома да се ја пробат таа вежба, да се сконцентрираме и да видиме колку јас сум обседната со тоа колку звуци слушам истовремено. Да речем додека вие зборевте за звуци, јас слушав многу звуци од што доаѓаат периферно од страна. Вашето зборување, звукот на нашата паметна табла, луѓето што се пред камера што ни помагаат, што мрдат, цупкањето на Марија, мрдањето. Значи и во моментите кога мислиме дека слушаме ние некаква тишина, ние во тој момент слушаме многу звуци. И убаво е да седнеме како деца и само да замижаме и да се сконцентрираме какви се звуци ни доаѓаат до нашите уши. Да, тоа е супер. Јас тоа постојано го правам и никогаш не се работи само за еден звук. Не, и кога да, е дома сега вака и кога е потивко нема сообраќај и се ќе се седнам дома и слушам секакви звуци, дали се тоа надворешни пријатни звуци или се домашни звуци од електрични апарати. Мислам дека е многу забавно, не треба да се обседнате со тоа, да ви стане да се окупирате другарчиња, ама можете да се седнете и да си размислувате, еве да речеме за звуците, така да се седнете, се замижите и да слушате звуци. И тоа е убаво, и да дишите длабоко, така наставничке. Супер. Еве тоа да им биде една домашна задача од нас. И тоа да го поврзат со македонски јазик, да си состават, не се исти оделенија децава, меѓутоа да си состават. Да си состават може некаква, не знам, поезија, стихотворба, за тоа или да си напишат еден есеј, прозан, да си раскажат за тоа што слушаат, какви све звуци слушаат кога ќе замижат и кога ќе се опуштаат. Вака сега другарчиња, ова ни беше крајот, односно последниот час за денеска, ова е физика и за мене е еден многу интересен час, јас обожавам звуци. Денеска, освен физика, да повториме дека учевме нормално предучилишна возраст, одевме на пазар заедно со другарот Пеца. И купувавме потоа, учевме математика за прво и за второ оделение, учевме за нови лекции по мајчин јазик за трето оделение, имавме општество за четврто оделение, математика за пето оделение, повторно македонски јазик за шесто и за седмо оделение и за осмо и девето оделение, овие два фантастични часа по физика. Па дечки, ако нешто сакате, можете да правите денеска и баш возбудливо и весел и интава и ќе ви кажеме чао, дека ни фалите многу, сите другарчиња ни фалите многу, едва чекаме да се изгушкаме, но за да се гушкаме морате да останете малку дома, да бидете внимателни и да се чувате. И да миете раце. Чао, се гледаме.